Крај на гужвите во аптеките од 1 до 5 во месецот. Ова го најавуваат од Министерството за здравство веќе од утре. Од утре ги укинуваме квотите на лековите ширум аптеките насекаде во државата. Со оваа мерка решаваме еден децениски проблем кој беше огромен терет за достап до лековите на сите граѓани, односно пациенти. Квотите беа причина лековите кои се на товар на фондот од аптеките да ги снема уште на почетокот на месецот, па многу пациенти беа принудени нив да ги плаќаат и на приват. Граѓаните согласно нивните здравствени потреби ќе може да добијат лек од која било аптека секој ден и во секое време без разлика дали е почеток или крај на месецот. Граѓаните нема да имаат потреба да создават домашни залихи на лекови, затоа што секогаш ќе може да земат лек тогаш кога им е потребен. Како на оваа нова новина гледаат граѓаните, односно дали веруваат дека до потребниот лек од сега ќе може да дојдат без проблеми. Добро е. Јас сега од ден не ми ги дават. Вика од утре ќе даваш. Викам до утре ја можеш ке умрам без рецепт, без лекар. Како не? Од дека знаеш што ти нема? Па мислам дека е подобро, да. За подигање на лек од позитивната листа, граѓаните ќе мораат да поседуваат рецепт, но и задолжително да покажат лична карта на оној на чие име гласи лекот. На овој начин, од владата се убедени дека ќе се зајакнат контролните механизми за тоа каде завршуваат лековите кои се на товар на фондот. Одредени индици покажуваат дека многу често се прави кривични дела со рецептите, со аптеките, со лекарите или слично. Секако ако имало такви докази, тие се процесираат преку органите на истрагата, но целта ми е дека во овој период кој што предстои да правиме храбар чекор, но и контролите ќе бидат зајакнати заради тоа што и Фондот за здравство, Министерството за здравство, владата, па дури и аптеките ги дават овие лекови заради граѓаните, заради пациентите, заради лицата на кои што им се потребни лекарствата. Укинувањето на квотите најнапред почна од туристичките места, откако мерката се покажа како добра, таа сега се применува на територијата на цела држава.